Ние рековме ќе говориме за една тема која насловот го дадов малце и провокативен, не провокативен, според мене е и прагматичен, а тоа стана збор за педофилијата. Велам, зошто се молчи и дали се молчи околу ова прашање? Сведоци сме дека Македонија се повеќе се соочува со голем проблем. Проблем кој навистина застрашува. За една недела 4 случаи на педофилија, навистина се прашувам зар ова можно. Да, зар ова можно во нашата држава да има вакви случаи во ваков голем замав. Но се постави друго прашање. Дали се појавува само сега или тоа веќе поминува во континуитет во овие сите години изминати, но сега се постави работите во друга насока, на вистинско место, транспарентноста дојде. Значи нема страв, нема страм да се обелодени неголемиот страм на човештвото. Велам страм бидејќи на вистина да се посегне по младата душа, по младото бите, тоа е најголем греф. Ни Господ тоа не го препушти, нито од Бога дадено. Вакви девијанни појави, велам, ќе се согласите со мене, секој се осудени каде да е на планетата Земја. Покани голем број соговорници кои вечерва ќе дадат се од себе да дефинираат ова појава заедно со вас, почитувани. Затоа што ние сме поинакви, докажува и вечеров фактот. Гласот на народот ќе биде вклучен цело време, овие 100 минути интерактивно. Значи ќе ве молам да најдам на разбирање соодветни прашања на соодветна тема. Многу суптилна, чувствителна тема. Сакам заедно да испратиме порака до сите и до секој корпус во државата. И тие тоа што го прават, дека не смеат да го прават. Одам со рекламите, бидејќи секоја секунда ми е драгоцена и се враќам во следијата. Останете со нас. Благодарам што дојдовте вечерва. Јас со вас ќе започнам овој серијал со вас, професорите, невропсихијатри, со оглед дека од вечера продолжувам во наредните емисии токму за слични теми кои досега не беа опфатени и благодарам што вечерва ја започнуваме токму можеби со оваа тема која е исто горлева. Крсте Милјановски, директор од Центарот за социјални работи. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Господја Тања Кикеровска од Министерството за правда. Добро вечер. Чест и задоволство ми е што прв пат во Гласот на народот го поканив и мој драг пријател, што го познам повеќе од 20 години, магистер Драги Змијанац, директор на првата детска амбасада во светот. Меѓаши, добро вечер и добро дојдовте. Многу ви благодарам, повторно од моје име и од Гласот на народот, што се грижете за децата не само во Македонија и широм светот. Госпоѓа Лилјана Јаковчевска, виш полициски советник во Министерството за внатрешни работи. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Професор доктор Антонио Новотни, невропсихијатар, инаку директор на клиниката за психијатрија. Ви честитам нов втор мандат, така добивте пред неколку дена вие. Благодарам, тоа е само работа. Да. И господинот Миле Гиновски, поранешен директор на педагошката служба при Министерството за образование. Добро вечер и добро дојдовте. Речиси, 80% од гостите се гости на Гласот на народот во овие изминати години, значи познати ви се, разговаравте, им поставувавте прашања по однос многу теми. Вечерашната тема, пак ќе речеме, многу чувствителна, педофилијата. Професоре, двајцата ќе ве прашам. Професоре, што е педофилија? Некако многу нагло ќе почнеме, меѓутоа, ако сумирам во многу кратки зборови, да ги речам и малку, тоа е пореметување на личноста со погрешен избор на сексуалниот објект, односно кон млади малолетници, претежно од хетеросексуален тип, односно ако е способен маж кон девојчиња мали или поретко кон момчиња. Тоа е фактички тој однос во основа како дефиниција. Професор, дали помислата да го загрозиш интегритетот на едно младо битие е педофилија?
Па секако, ко мене ме прашувате, јас ќе се задржам за дефиницијата која што дава Американската психијатрска асоциација и влезена нели во сите класификациони листи педофилијата како психичко расстройство, за да нема недоразбирање дали е или не, тоа е психичко расстройство кое што содржи свој, има дефинирачки критериуми. Првиот дефинирачки критериум е дека човекот сексуален злосторник или педофил треба да има најмалку 6 месеци сексуални нагони, фантазии или действија. Значи може да има и фантазија, како што вие велите, да помислува на тоа, но тие да се во смисол на присила која што го тера и го гони на такви действија. Тоа е првиот критериум, најмалку 6 месеца. Тоа значи дека не е педофил, не може да речеме педофил за некој каде што има алузија дека постои нешто, па некојаш се случило или не, иако ја не сум се џастифицира да се оправдуваат ни такви ситуации, но тоа е психичко расстройство кое што понатаму се дефинира и со уште два критериуми, а тоа дека жртвата треба да биде под 13 годишна возраст, што би значило дека овие луѓе за жал, нели, доживуваат сексуален предизвик или се сексуално возбудени од деца кои што се уште не се формирани, тоа се препубесцентни или предпубертетски деца под 13 годишна возраст, кои што немаат секундарни полови карактеристики, значи не се развиени како како возрастни човекови индивидуи. И третиот критериум е да лицето педофил кој што го значуваме со овој збор и со таа диагноза треба да биде минимум 16 години и да биде 5 години постар од жртвата. Тоа се некои критериуми кои што веќе не ставаат во ситуација да зборуваме за педофилија. Сето она друго за кое што ние вечера веројатно ќе говориме, треба да го разликуваме, тоа се подведува под не помала или под не помалку лоша категорија сексуално злосторство врз деца. И како сексуални злосторници врз деца може да се сметаат и сите оние луѓе кои што си дозволуваат, нели, да влезат во некаква сексуална интеракција со малолетници под 18 години. Тоа се значи од обата пола, женски, машки, така натаму. Може понатаму да зборуваме. Така. Тоа што и како. Реков можеби многу нападен беше насловот, зошто се молчи и дали се молчи за педофилијата во Македонија? Јас не би рекла дека се молчи за педофилијата во Република Македонија, бидејќи изминатата година, 2008 година, мислам дека од грото институции во Република Македонија кои се задолжени да го третираа овој проблем, се покренати многу активности. Тоа најдобро мислам дека може да го каже представникот од Министерството за правда, а бидејќи вие ме замоливте кога ја договаравме емисијата и терминот да понесам анализа изработена од Министерството за внатрешни работи, јас би сакала да прочитам дел од обемната анализа која е последна и опфатени се податоци за цела 2008 година и е направена споредба со ваков вид на кривични дела кои се извршени во 2007 година. Нема цела да ја читам, само имам одбележано што ќе прочитам, што е интересно за гледачите на оваа емисија. Изминатата година на подрачјето на Република Македонија од областа на сексуалните деликти извршени над малолетници и деца регистрирани се вкупно 83 кривични дела. Извршени тие кривични дела се од страна на 95 сторители над вкупно 99 деца или малолетници. Во истиот период, минатата година, се мисли на 2007, се регистрирани 61 кривично дело, извршени од страна на 73 сторители над 79 малолетници и деца. Од овие изнесени податоци може да се констатира дека оваа појава бележи пораст на делата од 31,6% во однос на минатата година, а тоа пред се должи на фактот што од година во година педофилијата предизвикува се поголем медиумски интерес, која извади на површина оваа девијантна појава, која од секогаш постоеше, но беше третирана како табу тема. Одиме понатаму. За разлика од порано, за оваа тема се повеќе гласно се зборува, па затоа се добива впечаток дека појавата е зачестена. Најголем број се регистрирани сексуални деликти извршени над малолетници, така наречени полов напад над дете, тоа е дете кое не наполнило 14 години. Такви се извршени 52. Извршени се можеби и повеќе, ама пријавени се во Министерството за внатрешни 52 такви кривични дела, третирани се и се поднесени 52 кривични пријави. Додека 2007 се поднесени 53 кривични пријави за овој вид на кривични дела.
Значи се на исто ниво како и минатата година, од кои најмногу се извршени на подрачјето на Скопје 8 дела, понатаму по 6 на подрачје на Штип и Велес, по 3 во Тетово, Иструмица, Свети Никола и Кавадарци, по 2 дела се регистрирани на подрачјето на Берово, Кичево, Куманово, Неготино, Пробиштип, Кочани и Радовиш и по 1 дело е регистрирано во Битола, Виница, Дебар, Крива Паланка, Охрид и Прилеп. Друг вид на кривични дела кои би можеле да ги врстиме во педофилија е кривичното дело задоволување полови страсти пред друг. Такви се извршени 11 кривични дела во текот на 2008, а едно дело е извршено во 2007. Значи, овој вид на кривични дела се во енормен пораст. Регистрирани се и 9 дела подведување и овозможување на полови дејствија, а 4 се во 2007. 3 дела имаме на родосквернавење, а едно е во 2007. Од овие 3 дела се извршени на подрачје на Скопје, 2 и едно во Велес. И за едното е изречена казна затвор во трајање од 15 години. Тоа е за случајот од Велес, каде што имаме родосквернавење, таткото извршил полови дејства над неговата 12 годишна ќерка и незината другарка, кои двете се со пречки во развојот. Понатаму бисме дискутирале за оваа категорија на деца. 3 дела се извршени прикажување порнографски материјал на дете, а 2 се во 2007. 3 дела имаме посредување во вршење проституција, а во 2007 немаме пријавено такво кривично дело, и 2 дела се пријавени облюба со злоупотреба на положбата, а такво дело не е пријавено во 2007 година. Така. Првата амбасада за деца во светот меѓаши реков дека за повеќе проекти и е позната во Македонија. Јас вечер ќе се сконцентрирам на оваа вечерашна тема. Сам Змијанац, кои се вашите активности и како реагирате на ваквите случаи? Денеска имав баш обука со судиите и јавни обвинители во Академијата и ми рекоа дека сме препознаети од нивна страна како организација која многу силно го разбрани, би рекол, сето ова. И јас им реков, добро, да не се случеше така, зар ке замислевме ние 15 години да биде минимална казна. Не само за случаја со двете деца на 12 годишна возраст, родосквернавање од Велес, кои со педофилот Јове Костадиновски, кој по трет пат го има повторено делото. Навистина се залагаме за минимални казни да бидат барем 15 години со доживотна казна, посебно за потешки кривични дела. Се вжештуваме кога ќе дознаеме дека за една недела 4 деца се жртви на педофили и сексуална злоупотреба. Реагиравме за случајот со Ново село со 16 годишното девојче кое не можеме да замислиме како е можно до 9 месец да стигна во тој интерната, да не можат воспитувачите да откријат дека девојчето е бремено. Имаме дојава се уште анонимна од страна на за случај за едно дете од Струшко, 9 годишно, од нејзин поблизок роднина, кој се уште не е откриен, е пријавен во Министерството за внатрешни работи и го следиме од нашата СОС служба и бесплатна правна служба. Случај со 12 годишното девојче кое беше силувано во Охрид и 9 годишното дете во Гевгелија кое посред ден беше киднапирано и силувано од педофилот во Гевгелија. Како може да не реагираме кога и минатата година имавме серија на силување атаци врз деца и не само што реагиравме, туку баравме одговорност, како што беше случај со 11 октомври кога не можевме да веруваме дека 23 дена да бидат двајца штитеници одсутни, од кои едниот на најсвиреп начин силуван, да не поднесе одговорност. Директорката на тоа училиште, за среќа, реков, санкциите реагираше Министерството за правда и ги покачија сите овие казни и за родоскренавање, и за подведување трговија со деца, и за злоупотреба на службена должност, каде што наставници, лекари, луѓе кои работат во непосреден контакт со деца, казните се заострени. Но, пак ќе кажам, имавме на денешното предавање имав прашање, вели па еве казните се зголемија, а се уште има педофили. Да, но овие дела се сторени во минатото. Треба во еден известен период
овие луѓе кои навистина криминогени девијантно се однесуваат со високи казни. Се надевам дека со новиот акционен план ќе се обезбеди и сигурен третман со нив додека се во затвор. Ќе се следат кога ќе го напуштат затворот, посебно тука улога ќе има јака полицијата и центрите за социјална работа. Ќе можеме децата од тој аспект да ги заштитиме, иако морам да кажам дека одговорното родителство и превентивните програми се клуч на решавање на сите проблеми. Не можеме да очекуваме колку и да се активни мобилни државните институции, дека педофилите наоѓаат разни начини да ја добијат довербата на децата, да ги злоупотребат и да ги силуваат. Че говориме со професорите токму од медицински аспект на уштедно прашање делот на правдата. Што се превзема за сузбивање на овој криминал кој се повеќе зима експанзија? Зголемениот број на пријавени случаи, како што кажа колечката од Министерството за внатрешни работи, за околу 30% повеќе, бруталниот начин на нивното извршување, медиумската покриеност, исто така и профилот на жртвите, особено намалувањето на возраста на жртвите на овие кривични дела, беше причина повеќе и за реакција на Министерството за правда. Имено согласно нашата надлежност да предлагаме соодветни решенија во сферата на кривичното законодавство и да ја следиме имплементацијата на овие законски решенија, најнапред минатата година владата на Република Македонија ако задолжи Министерството за правда да пристапи кон изработка на анализа во која што ќе се даде осврт на законската регулатива, институционалните капацитети во Република Македонија за справување со оваа социопатолошка појава и едновремено да се направи анализа за видот и висината на изречените казни во периодот од 2005 и 2008 година за овие кривични дела. Во изготвувањето на оваа анализа имавме представници од сите релевантни министерства, клиниката за психијатрија, од судовите и јавните обвинителства и навистина преку една размена на нивните искуства и постојната регулатива дојдовме до сознанија дека отсутствува или е недоволна превенцијата во овој сегмент и посебно отсутствува една конзистентна едукација во областа на сексуалната злоупотреба на децата и педофилија во Република Македонија. Понатаму исто така отсутствува или е недоволна рехабилитацијата, односно третманот на осудените лица за овие кривични дела. Исто така во делот на анализата која што се однесува на вистината на изречените казни, преку едни согледувања од податоците од надлежните судови во Република Македонија, покажува дека 85% од вкупниот број на кривични дела од главата 19 на кривичниот закон, кривични дела против половата слобода и морал, отпаѓаат на кривичното дело од член 188, полов напад врз малолетник кој што не напунил 18 години, што се надоврзува и на констатацијата за податокот од Министерството за внатрешни работи за зголемениот број на пријавени кривични дела во оваа глава од кривичниот законник. Едновремено, оваа анализа за висината на изречените казни покажа за жал дека се изрекувани ниски казни, условни осуди, а има и случаеви каде што се забележани дека јавните обвинителства не вложувале жалби на изречените санкции од надлежните судови. Така статистичките податоци покажуваат дека изречени се условни казни во 27% од случаите. Во 16% од случаите казните се движат од 3 месеци до 1 година. Во однос на профилот на жртвите и на сторителите на овие кривични дела, анализата покажа намалување на старосната граница на жртвите на овие кривични дела, при што најмалата жртва има 7 години. Понатаму, исто така, во делот на повторниците имаме обработени неколку карактеристични случаи за кои што можеме да продискутираме во текот на емисијата. Исто времено, ова анализа покажува дека апелационите судови, како второстепени судови, се коректор во однос на одлуките на првостепените судови. И во најголем број случаи ги преиначуваат одлуките на првостепените судови и изрекуваат поостри казни за овие кривични дела.
Имајќи ги во предвид овие показатели од анализата, владата на Република Македонија ја разгледуваше ова анализа, при што, меѓу другото, го задолжи Министерството за правда да пристапи кон изготвување на предлози за измени и дополнување на кривичниот законник, односно да се предвидат поострување на казните за овие кривични дела. Исто така, меѓу другото, владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика да изготви акционен план за превенција и исправување со сексуалната злоупотреба на деца, во кој што план ќе бидат содржани мерки на превенција, мерки за помош и заштита на жртвите, како и други активности согласно меѓународните стандарди за кои што можеме да се осврнеме во понатамошниот тек. Мененовски, толку за тој акционен план, ако можете, ве молам вие, и после господин Гиневски, а професорите ќе одговорат за педофилите општо од медицински аспект. Повелете. Па на 27.6.2008 година е донесен овој акционен план за превенција и исправување со сексуалната злоупотреба на деца и педофилијата. Акционен план се базира врз релевантни податоци добиени од повеќето министерства и во кои учествуваат и повеќе министерства. Сознанијата до кои се дојде и кои се општо познати е дека сигурно податоците што се релевантни од страна на Министерството за внатрешни работи се само фигуративно речено во на еден начин не ја прикажуваат од темна бројка на овој криминалитет, заради тоа што сегде се манипулира со бројка која е 5 до 10 пати повеќе. Факт е дека ако имаме 80 пријавени и пресудени дела, бројката некоја релевантна бројка е 400 или 800, што би се случило, што се случуваат веројатно во Македонија. Во овој акционен план се поврзани неколку министерства, меѓу кои нашето министерство, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за образование, Министерство за здравство, Министерството за правда, и целта на овој акционен план е да се на еден начин справи државата со овој навистина со оваа општествено патолошка појава. Се надеваме дека со помош на невладиниот сектор, јавноста, односно пријавувањето на овие дела, кој од ден на ден гледаме дека се повеќе и повеќе вродува со плод, на секој начин ќе се обидеме со сите механизми што ги има оваа држава, како практични, така и од научен аспект, да се обидеме барем да го спречиме, ако не до крај да го анулираме ова дело. Господин Гиновски, јавноста ве познал и во гласот на народот говоревме за едно исто така лоша појавата наркоманијата, ние вечер ќе говориме за педофилијата. Користевте во дефинирањето на овој план и меѓународни искуства? Видите, во рамките на што колешката Тајна го кажа, таа како одговор на насловот на темата, значи вечерашната, дали се молчи, токму одлуката на влада да ја формира таа работна група, го спомна и колегата Мејановски Крсте, значи дел во сите овие активности учество зема и Министерство за образование, значи со свој акционен план учествуваше и сите тие активности, планирани активности за следниот период се доставени до владата, односно се веќе почнува да се ажурираат во самото Министерство за образование и наука. Непобеден е фактот дека превенцијата е клучниот момент во сето ова. Меѓутоа, за жал, до вечерва, значи разбрав од колегата Милановски дека дури денес, како не и вчера, за прв пат значи се случува да едно училиште информира дека нешто се случува во училиштето, значи сега се тоа истражува. До сега немало дојави, најави или некакви анонимки. Се тоа се случува да медиумите се откриваат. Значи по тоа заклучуваме дека во самите училишта или стручните тимови не се информирани, или пак ако се информирани па молчат. Сепак ова е една табу тема која не се отвара. Се сеќавам кога бев и ангажиран работно во затворот Идризово, во исто време кога и со доктор Левенски во тој период заедно бев ангажирани, по примерно на двата клиента таму што беа, еден представник, значи еден наставник од едно училиште, еден странски државјанин, од исказите од тогаш кога ги добив во разговор со нив, открив дека проблемот се знаел, проблемот леел во средината, значи го знаеле
луѓето што го познавале човекот, сторителот, меѓутоа тоа за жал за многу подолго време излезе во јавноста. Нормално човекот беше затворен, за жал 3 години во тоа време, зборам 97 година. Да се навртам на активностите што моментално согласно нацртот, односно согласно акционен план ги предвидува да ги преземе Министерството за образование и наука. Клучен момент во се тоа е да се кренат на нозе, да се ангажираат сите стручни тимови во училиштата со една дополнителна едукација. Второ, Министерството за образование веќе подготвува, прави списоци на едуцирани кадри во самото образование. Имаме сознание дека голем број на наставници, стручни тимови, па дури тука ќе се вклучат родителите, се веќе едуцирани. Меѓутоа сакаме да ги собереме по име и презиме во средините во кои сега се наоѓаат за да ги ангажираме. Нашиот предлог е да се започне со една регионална едукација на овие целни групи, како би можело да се интерира брзо стратегијата, односно акционен план. Тука пред се апелира повеќе на поголема будност на советите на родители. Информациите се наши. Овие денови разговарано со неколку председатели на советите на родители. Они признаваат дека во дадените средини нешто се наслутува, се случува, меѓутоа немаат храброст тоа да го кажат. Тука предлогот заклучува дека се уште е ниско нивото на свеста кај овие целни групи, а тука се надврзаме тоа дека се уште ниско нивото не е на одговорност на овие целни групи. Проблемот да го истакнат, да го изнесат пред надлежните институции, да го третираме онака што тој заслужува. Така. Професори, значи за педофилите. Дали тоа наследна појава? Јас претходно би сакал да се надоврзам на господинот Гиновски, нешто што мислам, за да не биде вака парциализирана дискусијата, да дадам осврт на тоа што вие го велите молчење. Молчењето е на неколку слоја. Молчат прво децата кои што се жртви за жал. Проблемот мораме да се сетиме за кого зборуваме се. Зборуваме за децата. Тие се жртвата на сето ова, а ние сме некои луѓе кои што треба да пружат таа нега, грижа, институционално, вонинституционално, како родители, како семејство и така натаму. Мораме да се осврнеме на тоа дека превенцијата мора да се врати назад таму каде што се децата. Децата се во семејството и децата се во училиштата или евентуално во градинките. Што сакам да речам? Децата молчат затоа што сексуалниот злоставник или ако сакате педофилот му се заканува, манипулира со него, му прети со тоа дека ќе има распад на семејството, дека ќе се случи, дека тоа е виновно, му ја префрла вината на него затоа што тоа го предизвикало и затоа што, знаете, во тие физиолошки состојби кога се случува некако надразнување на телото на детето, особено ако е тоа блиско до пубертет или пубертетско дете, може и навистина да доживее некаква позитивна стимулација, што е уште пострашно, уште поголемо чувство на вина. Затоа мораме да се вратиме сосема назад и да почнеме со рана возраст, предучилишна и училишна возраст и да разговараме со овие деца, односно ние сме должни да му возможиме простор и време. И тука сосема се сложувам со господин Гиновски дека училиштата може би се најдоброто место каде што нашите деца се 8 сата да почнеме со таа структурирана програма која што ќе оди или факултативно, значи да биде на ниво на држава една иницијатива, да во сите училишта и не сега и тука само 3 месеца и 6 месеца и не странски експерти, туку од тука па натака да проектираме за сите нови генерации на деца, затоа што тоа постоело, постои и за жал ќе постои. А превенцијата се состои токму во тоа да ние од сега па натака му размислуваме како да им дозволиме на тие деца да осознаат што е приватноста на нивното тело. Како да осознаат дека за некои тежини, за некое бреме што го носат, бремето на да се биде жртва на сексуална злоупотреба огромно, да може да прозборуваат. Како да им дозволиме на тие психолошко-педагошки служби, па и тоа и по цена да ги ослободиме од некои нивни секојдневни ангажмани и од по наводници нивниот имидж на некакви извинете, нека ми извинат тие прекрасни луѓе што работат во вештерки кои што ги заплашуваат децата во некој стар систем, да речеме, дека ќе одиш кај психологот или педагогот ако скривиш нешто. Не, да ги отвориме вратите на тие, јас велам, многу од нив се веројатно отворени и на некои наставници кои што се спремни да влезат во интеракција со децата да се дискутира за тоа. Тоа е првиот начин и првиот фронт каде што ќе отвориме проблемот на злоупотреба, да се
јавува, нели? Вториот е она што господин Гиновски спомена и колегите од другите министерства што зборува да ние подигнеме нашата јавната свест преку вакви емисии, но и внатре во тие колективи, во тие институции каде што треба да се каже јасно и гласно дека тоа е одговорност и задача на секој граѓанин да пријавува тоа. Ние имаме обврска, ние одговараме, колешката од правосудство знае сигурно дека ние одговараме веројатно по некој член ако не пријавиме. Тоа е затајување на некаков податок и така натаму. Значи, тоа е нешто што можеби е. Еве да видиме, имам прв гледаш. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелите. На телефон Трајановски Орце се јавам од Америка, Чикаго. Повелите. Дали сум во програма? Да, во програма сте. Добро, благодарам. Јас следам вашата емисија покрај другите интересни теми и ова е тема интересна за размислување. Ако ми дозволите, би дал мал коментар во врска со темава. Повелите му. Да, благодарам. Според народната, нели на времето, ако невестата не била, да ми простите на изразот, недомаќинка, ја враќале назад, нели на магаре, односно да се направи резил, бидејќи таа се изрезилила и цело село викале гледате како резил направила. Бидејќи тоа за мала работа се правило така, а сега кога овој педофилот, предноку слушнав дека некој спомнал од овие стручните лица дека се малку така, пак народски речено, малку демек грешени, кога тој направил такво резил на едно младо суштество, на една фамилија, на една средина во која живее. Не ли би било поарно отколку да го затворат неколку години тамо во затвор па да го ранат и да го чуват, да го лекуват бадијала, да не работи ништо, толку како според народната што велат будала со ќотек се лечи, да го врзат и низ чаршија под мотото гледате народе каква будала живее меѓу нас и ова што го води со камшик да му засвири 2-3 пати над ушите и случајно извини не те загледав, ај сега да го обележиме за да го познавате кој е, поплеки по градите, по мевот, по стомакот, да го истетовира неколку пати така, пак да според тоа на народната ако е будала со ќотек. Вие се водите од Чикаго, рековте. Да го тетовираме, да го препознавате. Од Чикаго се водите, така? Ќе викаат, ај уште еднаш тетовирај го за да не му се избеши тетоважата. Да, че само. Представам дека кога така ги лекувале тие, дали ме слушате? Бројот на тие. Ние ќе збориме. Се извинувам. Ги нареко гадови, што дали ме следите? Ги сквернуваат децата, ги сквернуваат фамилиите. Ја режета би ја замолил режета да го имајте гуштено линија. Јас морам да интервенирам тука, се извинувам затоа што ова е многу стигматизирачки. Знаете, ова е слободна емисија, секој може да се изразува како така, но јас сум психијатар и одговорен сум за психијатриската фела во Македонија. Не може да употребуваме зборот типот на будала и така, затоа што не зборуваме сега за психијатриски болести кои што може да се поистоветат со некои други болести и тоа е навистина многу неправилно. Зборуваме за една поединечна појава која што дефиниравме педофилија и ова се навистина, мислам, не знам, некакви драконски мерки кои што се косат и со сите хумани права и така натаму, мислам дека треба да го вратиме на некој постручен план разговорот. Јас извинувам за интервенцијата, Томицу. Ние ги вклучуваме гледачите, затоа сакав да размениме мислења. Прашав дали педофилијата е наследна појава? Не, ние не би рекле дека е наследна појава, меѓутоа јас на претходната дискусија ќе се навратам, имено јас не би го толку строго лоцирал, иако така не го изразија, само сторител и виновно, односно оној кој претрпел штетата. Јас би тоа рекол, ако едниот, или да речам, јас не можам да се контролирам. Јас сум излегол од релациите веќе на свесното, на умното, на разумното. Тогаш општеството со своите механизми и со своите полиморфни структури толку треба заеднички да ја преземе таа улога и би рекол умот и разумот на општеството, односно свеста на општеството во секое време треба заеднички да делува. Само тогаш би имало успех. Превенцијата е неопходна, меѓутоа јас не верувам дека никој не насетил дека такво нешто ќе се случи. Бидејќи ако ги проанализираме местата, кои, каде, како, ние јасно ќе увидиме
Зошто и кога е тоа можно? Имено што би сакал да кажам? Јас би сакал да кажам дека нештата кои општеството треба да ги прави, па и сега слушам и во светот се вели дека многу треба да се зголеми, односно вооружувањето со нова човештина. Се вика со нов образ, со нова етика, со нов морал, во постојанноста, тогаш сврзникот на нештата што се случува во општеството ќе биде поврзан и со природата и меѓусебните одговорности, и тогаш тие стравови, било од која форма да се, многу ќе се намалат и ќе исчезнат. Така. Да вклучам уште еден гледач, предпоставам дека ќе има некој конкретно прашање. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Се јава Горан Младеновски од Германија. Да, повелете. Би сакал на прашање послам неко прашање туку да кажам дека директно в програма сум или пак? Ве слушаме, повелете во програма. Аха. Говорете побарго, бидејќи имаме фонија. Значи, мислам дека волшебна формула за педофилијата не постои. И тоа е сигурно проблем во сите држави, не само кај нас. И јас мислам дека тоа почиња со многу табу што ги имаат нашите стари како традиција, така да децата уште од мали во градинка или во школа не се разјаснуваат со тие работи, туку се поминува од страм, од комши и од други сугестии, не се работи со децата како што треба. Друго, на телевизија, например, на нашата програма, има толку емисии што се повторуваат веќе по 200 пати, многу радио ја гледам нашата македонска телевизија, но понекогаш автоматски ми се исклучува телевизорот, затоа што постанува досадна, 100 пати сум ја гледал таа емисија. На таа емисија да има за децата програма, да им се објасни, да се одвои време, тие стручни работници да им се каже како се на кој начин они може да се справат како деца, а да останат анонимни. Значи, тогаш може децата во поголем број би се јавувале и би се доверувале на некои експерти, што за тоа би се грижеле со нив. Например, од момент. Добро. Друго да кажам дека директно прашањето имате ли што веќе се осудени и што се излезени од затвор во Германија, например, тие ставаат повторни извршители на такви дела. Благодарам многу. Токму начина интересно прашање. Дали се повторуваат овие дела и по издржувањето на казните одредби? Можете двајте. Прво вие, господине. Да, во принцип, отприлика 70%, берем така статистиката и светската статистика зборува, имаме повторување на овие дела. За жал. Значи, која е причината? Значи, слаби мерки. Па не би рекле, тоа е во секој случај, барем како што пишува во пресудите, неконтролирање на сексуалниот инстинкт или нагон или нешто друго. Слаби мерки. Мерките се и предвидувањето со казните затвор се релативно високи, може да бидат и потешки. Меѓутоа, откривањето, правовременото откривање, детектирање и осудување, што е можно побрзо, мислам дека е тоа правата мерка. Втора работа, повторувањата навистина загрижуваат. Ние не познава, мислам, науката не познава дело каде толку има големо повторништво отколку кај сексуалните злоставувања. Нарочито загрижува оној најекстремен вид, тоа е инцестот, односно родосквернувањето, кој остава неверојатно тешки последици во личноста на децата. Тоа имавме случај неодамно, точно. Но, господин Змејан, вие дадовте еден предлог, ако добро ме служи меморија, а денеска видов во некои од информативни политичките емисии идејата да се хемиска кастрација. Значи, како казнена одредба, да речам, или мерка, бил отфрлена од Судот за човековите права во Страсбург. Дали ова е добро решение, со оглед казна, ќе го испратат во затвор, ќе помине, тоа е повторно, ќе ги повтори делата.
Ја ги прашали докторите потоа и вас би ве прашал како амбасадор Медјаши. Нашата заложба беше да ни дадат државните институции гаранција дека педофилот нема да го повтори делото и дека ќе има сигурен третман со него. Крсте рече дека тоа се 70%, ние ќе кажеме и 100% го повторуваат делото. Значи, ако полицијата не даде гаранција дека по напуштањето затвор ќе биде следен, на било кој начин, дали со микрочипови, локатори, ако не се пријава во Центарот за социјална работа и тој е на слобода, тој го повтори делото, има решение како во Канада, затвор болница или во европското законодавство казните се повеќе децениски. Ние кажавме доживотен затвор не само како репресивна мерка, туку како превентивна. Едноставно тој човек ќе биде за секогаш во една целосна изолација и не ќе има можност да го повтори делото и да ги повреди децата. Не убедија ни невропсихијатрите, ни психијатрите, ни психолозите дека има сигурен третман. Дури мислам дека и се поделени, едни велат дека е болест, други дека не е болест, него пресметлив човек со јасни сексуални намери и нагони, кои не може да ги контролира. Така да се додека не се стави на некој начин контрола на педофилите, сметаме дека повисокото казнување е вистинско решение. Иако пак се враќаме на превентивно дело. Родителите да, училиштето да. Господинот Гиновски го кажа случајот со еден затвореник во затворот. Јас претпоставам дека тоа станува збор за Коле Неделковски, наставникот по музичко, кој сексуално ги вознемируваше и злоупотребуваше децата. Да не беше таа наставничка да разговара со тие деца на тема сексуално злоставување и злоупотреба, децата немаше да се доверат. И всушност благодарение на таа наставничка се подигна револтот кај родителите и заедно со амбасадата Мегеш и новинарите, уште тогаш инсистиравме казните да бидат наместо 3, минимум 5 години, да можете да замислите да уште тогаш успеавме толку високи казни како сега. Верувам дека тие педофили барем на подолг период ќе беа на сигурно и верувам дека немаше да има толку повторништво од страна на педофилите во Република Македонија. Професоре, дали може тука, дали се работи можеби нехуман чин ако се случи таа хемиска кастрација, со тоа да се невозможи повторно таков чин да го стори сторителот? Видите сега, ви ме прашувате нешто што јас не можам, јас не сум судија, јас не сум човек кој што изрекува казни или не. Јас можам да ви кажам дека со хемиска кастрација може да се избегне повторништво, затоа што се губи сосема волјата, или тоа се антиандрогени лекови, тестостеронот паѓа сосема, нема волја веќе, тој збориме за машки сексуален злоставник и тоа е некаква мерка. Но тука имате нели човекови права, имате систем правосуден на различна држава како што, и тоа е, мислам дека тоа нешто што е напуштено дури во неколку држави од Соединетите Американски држави. Јас за жал се извинувам, ама не ја пратам литературата во тој контекст за сексуалните злосторници. Од 2002 немам резултати, тога се уште имаше некаде. Но друго нешто јас би сакал да поентирам тука, бидејќи Змејанат закачува неколку работи така малку не структурирано и да не ги измешаме поимите. Поимот на пресметливост е еден поим и за тој се зборува ни судско-психијатриска експертиза. Дали некој човек е пресметлив за вршење на делото? До сега ни еден педофил не е означен за непресметлив. Јас ќе ви кажам, мислам дека колегата Левенски ќе се сложи за тоа. Но дали се работи за расстройство или не, тука нема што да дискутираме. Тука има два човека кои што се повикани. Тоа сме јас и колегата Левенски и тука ние се слагаме дека тоа е расстройство кој што го има во класификациите. Сега што да правиме со лекувањето? Не смееме да кренеме раце. Американските податоци од Соединетите Американски држави, за среќа или за жал, јас имав некои колеги од Соединетите Американски држави кои што се бават само со третман програми за сексуални злоторници. И тие креваа рака вака. Што значи тоа? Дека е многу тешко, дека рецидивизмот и понатаму е висок, иако тие ги следат внатре во тие пеналните институции. Сега да му се придружам на Змејанат, да не биде дека сме контра, точно е тоа. Решението би било да за време на пеналниот период, на периодот на казната на овој осуденик, бидејќи тие се колку 5, 10 15 години ќе бидат сега, да се работи на дневна, на неделна база, да работат луѓето таму. Имаме веќе вработени психијатри. Имаме проект, министер Баневски зборуваше дека сме пред финализација на таа затворска болница. Па конечно тоа треба да проработи. Овие емисии треба да иницираат државната, мислам на општествено ниво, општествената акција, да сите институции се размрдат малку и проработат. Али секој да си ја преземе својата одговорност. Значи, ние како медицинска или психијатриска фела да таму некаде во тие затворски услови едуцираме луѓе кои што ќе работат конкретно со овие луѓе, ќе ги следат. Следење постпенално, да, секако.
Постојат во Америка. Прашиме дали Јас се извинувам. да вклучиме еден гледач. Да даде гаранции Секако. за социјална работа. Да вклучиме еден гледач. Што мисли гледачот? Добро вечер. Повелете во програмата. Повелете. Може погласно е молам. Ало, добро вечер. Добро вечер. Темата е многу убава. Голем поздрав до вашите гости. Благодариме. Сакам да кажам неколку збора околу педофилите. Ви молам, повелете. Општо во свет. За луѓе. Какви луѓе се тие? Сега гостите зборува за казните. Па би рекол дека казна за него каква казна. Само песилка, ништо повеќе. Што е она дете? Уништено. Уништено е детето. А вие зборувате за казни за еден педофил. Благодарам. Благодарам. Емотивноста, емоцијата е евидентна и реално во секој случај. Ова е сосем нормална реакција. Кога ќе се додирне допре нашето дете, сите реагираме вака. И нормално е тоа, зашто детето е најсветото, најчистото нешто и кога некој ќе го загрози, го загрозува неговиот физички интегритет, ако сакате, интегритетот на личноста, ова е нормална реакција. И во затворите се случува исто. Овие се најомрзнатите затвореници. Сите ги тепат и сите ги овако. Никој не може да свати зошто, затоа што никој нема таква извртена мисла дека може да сексуално се задоволува со дете. Дури ни некој психопат кој што краде, лаже, убива и така натаму, па лежи и затвори толку и толку, туѓа му е мисла. И тука може да зборуваме што се тие когнитивни дисторзии или мисловни искривувања кај овие луѓе. Јас извинувам што го земам зборот повторно и узурпирам доста време, ама ќе се обидам да не се јавувам понатака во емисијата. 67 сексуални злосторници испитува во периодот од 2000 до 2002 година во затворот Идризово и затворот Шутка, некој има податоци од таму. Тоа се луѓе кои што, знаете што, едната категорија, овие навистина што се приближува до дефиницијата на педофили. Тоа се луѓе кои што се затворени, повлечени, исплашени, но од друга страна го имаат изолирано тој дефект на една сексуална дезориентираност, како што ја дефинираше Левенски, една тотална ориентација за сексуално задоволување со деца. И најчесто е ексклузивно само со деца. Има и оние што имаат и со нормална возраст. Но проблемот е што они не доживуваат никаква интимност во нормална возрастна релација. И задоволувањето на нивните емоционални, но за жал и сексуални побуди се со деца. И кој може да свати? Тие велат, па јас сум добар со децата, јас ги галам, јас ги милувам, јас ги допирам, па тоа сексуално искуство е добро и за него. Значи тоа се сосема искривоколчени мисли на кои што ние мораме да работиме во тој затворски период. Едно е на мислите, а друго е тоа на однесувањето, да го спречиме тоа однесување. Постојат методи когнитивно-бихевиорални, еве со колегата Левенски. Може да позбориме понатака, но тоа е нешто што треба да се работи, да се спрема. Непобеден е фактот дека педофилијата нема едно место кај што се таа манифестира појавува. Значи сведоци сме дека таа има во семејството, таа има кај родините. Сторите Вујко Чичко, таа има во комшилокот. Таа има во еден децата во кои имаат доверба во најблиски. Сакав, значи таа има во овие форми, во овие места кај што ги спомнува. Таа денес се стретнува и во интернет кафулинијата. Пазете, денеска имаме и на како Фејсбукот сега што се користи. Веќе во Македонија зима масовност, децата се обидуваат и влегуваат на тие страници. Пред неколку дена, односно од овие причини, од овие аспект, овие места сега што ги посочив, ние целото искуство што го добивме се, значи, од странство, а топла вода не измислуваме. Министерството за образование токму во нашата стратегија, токму во овој акционен план ги вметна мерките и активности, затоа што фактот дека превенцијата е најнеексплоатираната област досега. Се надевам, и тоа сум убеден во тоа, дека брзата имплементација на сите овие мерки и активности со целото ангажман на целиот потенцијал во образованието ќе вроди големи резултати. Меѓутоа, пак преку една реченица ќе се навратам за оној случај што го спомнав, што го финализираш како училиште, го спомна Колен Неделковски. Разговарајќи со самиот човек, сторител, разговарајќи со неговата сопруга која го посетуваше, навистина проблемот се знаел, меѓутоа зачудува и загрижува фактот каде биле тука родителите да го прашаат детето. Пазете, тоа дете кај што се учело како се свири виолината, мандолина. Малото инструмент. Мандолината. Па тоа дете сигурно, ако било прашано како поминавте денеска,
на прашањето како тоа, господине професор Насанче, го правевте вие, јас се згрозував кога тоа ми го објаснам. Па не може таткото, мајката да не знаат како денеска тоа дете поминало во училиште. Ако едниот податок бил кажан дека мамо ме пофали наставникот со тоа што ме потапша, ме удри по ножето, еднаш запад. Значи, со нашата стратегија, децата ќе ги едуцираме како да го препознаат ако е влезе во школскиот двор, на педофил. како да го препознаат во училишниот двор, надвор од дворот, во комшилокот, во кафулето. Значи, тоа е целта на нашата стратегија на едукацијата. Па дури се семнуваме, овие денови сакаме да одржиме и средба со труд и социјална политика, тоа да започне луѓе во градинките. Донесоме прекрасни материјали, се вратив од Лондон, од сајмот на книгата, па изобилува со книги, со брошурки. Сега од колега дознав, има, ќе гледаме да го имплементираме овие денови образованието. Значи имаме кадар, има пари, владата е сериозно спремна и будна, не може проблемот вака да се остави. Еден круг да направиме. Поменете, колку до сега имаме регистрирано наназад, од, да речеме, од 90-тите години до денеска? Не имам таква бројка во моментов, ама ќе се надоврзам на господинот Гиновски. Он повеќе се осврна на превенцијата во врска со оваа појава. Можам да кажам слободно дека Министерството за внатрешни работи во глобала повеќе работи репресивно. Не значи дека ја запоставува и превенцијата. Ние секогаш се вклучуваме заедно со останатите министерства кои се надлежни да го третира овој проблем и во врска со превенцијата, но надлежните во Министерството за внатрешни работи секогаш постапуваа по пријава од граѓани. Поточно од жртвите, од родители на жртвите, од соседи, роднини, пријатели и така натака, или од службени лица, од институциите кои се задолжени со закон да соработуваат со Министерството за внатрешни работи и да пријавуваа одредени криминални дејанија или злосторства кои што се извршени на деца кои што се згрижени во тие институции или посетуваа училишта, основни, средни и така натака. Друг начин на кој ги прибираме сознанијата е оперативниот пат. Полициските службеници, инспекторите, без разлика која проблематика ја покриваа, со која проблематика се задолжени, доколку до нив дојде било каква информација за овој вид, па и за друг вид на криминал, они се обврзани, задолжени да напишаа одредена информација за таквото кривично дело или сознание, да го речеме, уште не можеме да го квалификуваме како кривично дело. После тоа, специјализираните тимови кои што се задолжени со оваа проблематика, тоа се инспекторите по малолетничка деликвенција, веднаш го истражуваат тоа добиено сознание и постапуваат. Доколку соберат соодветни информации, соодветни докази, ќе извршат разговори со оштетените, со сторителите и доколку се исполнат сите елементи дека постои едно кривично дело, веднаш се поднесува кривична пријава која се процесуира до основното јавно обвинителство. Змејано последно прашање, следење на сторителите на видејанија. Колку ги следите? Не можам да кажам дека ги следиме и тоа со закон ни е недозволиво. Но доколку во иднина се изнајдат решенија и бидат опатени во законите, ние би ќе изградиме стратегија за таков начин на следење на сторителите на овој вид криминал. Как се искуствата во светот? Има ли таков закон? Законодавствата на државите во овој сегмент познаваат различни мерки. Јас би сакала да се надоврзам на прашањето кое што се однесува на примената на меѓународните стандарди во оваа област. Секако дека ние ги следиме стандардите во оваа област и ги корпорираме во нашето законодавство. Најновиот стандард на Советот на Европа е Конвенцијата за против сексуална злоупотреба и експлоатација на децата, која што е подпишана од Република Македонија и ние во оваа година ќе ја ратификуваме. Го спомнувам овој инструмент бидејќи тој е најнов инструмент кој промовира еден мултидисциплинарен пристап во справувањето со оваа појава на национален план. И ние при изработката на акциониот план го користевме овој инструмент како алатка при дизајнирањето на истиот. Така што превентивните мерки кои што се содржани во конвенцијата и кои што зборуваа моите колеги се содржани и во нашиот акционен план, кои што подразбираат широка едукација во сите сегменти на општеството, почнувајќи од образованието, здравството, па и конвенцијата промовира и потреба од соработка со информатичкиот систем, банкарството, туризмот,
во насока на подигање на свеста на лицата кои што работат со децата за правата и заштитата на децата. Истовремено, значи, потребата од добивање на информации за сексуалната злоупотреба, за раното идентификување, но истовремено потребата и за обука на децата, за препознавање, за пријавување на овие случаи на сексуална злоупотреба на деца. Истовремено и во акциониот план, како што е уредено и во конвенцијата, уредивме, односно предвидовме мерки за подигање на свеста, општата јавност за оваа појава. Видиме кој се јава. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Владко од Кочани. Повелете, Владко. Сдружение за пронаѓање лица, предмети и други добра. Повелете. Значи, една од основните мерки ако би сакале да го попречиме овој процес е особено услугата околу советувањето како да се заштитат овие, значи во комплексот, значи во целата ситуација на само заштита на младите девојчиња или луѓе, значи уште од прво дарение па додека не станат, значи полнолетни. Затоа што најголемиот број на случаи на вакви проблеми што се дешаваат се прават на возраст до 17 години, значи додека не целосно созрее. Исто така една од битните работи е треба се направи поголема кампања, нешто во стилот што беше пред некоја година со стоп на оружјето, значи да се советува како да се препознаваат овие педофили и се тоа треба да биде заедничко направено со училиштата, бидејќи училиштата се основниот производ на најголемите негативни работи денес. Ние како Black Point тоа го имаме забележувано повеќе пати, колку што можевме помагавме на одредени наши членови, меѓутоа ние останавме на крајот негативни. Зошто негативни? Затоа што мислам дека овие работи, ние во Black Point мислиме дека одат преку еден центар кој што не случајно се дешаваат сите овие активности. Значи, преди се треба да постои една голема професионалност во работењето, треба да има една тајност, конспиративност меѓу родителите, меѓу службите и меѓу или еден од најголемите за да се реши овој проблем. Владимир, мислам дека ќе ме разберат. Многу благодарам. Почитувани, значи вечерва имаме една интерактивна трибина, сакаме да се вклучите и вие, но сакаме само некои конкретни прашања за моите соговорници, ги поканив од повеќе профили. Секој час на вашите констатации се започита во секој случај, но сакам директни прашања на нова тема. Препознавањето. Навистина тоа ми е од важно прашање. Доаѓа дома, не знаете дека е педофиличар, имате внука, едно друго, како да се заштитиме, како да ги препознаеме? Професори, морам пак вас и вклучете се и вие, да можете во овај... Пред тоа ми даде повод професорот Новотни, па би сакал и јас нешто околу тоа, не оти недоречено, меѓутоа би сакал и јас нешто да спомнам тука. Ние добив јас барем впечаток дека премногу ги генерализираме работите. Меѓутоа, во оценувањето и во постапката и во мерките што ќе ги земе судските органи што ги земат, не можеме да имаме еднакви мерила и критериуми, бидејќи има процеси кај сторителите кои се реверзибилни, на кои може да се делува. Има процеси кои се иреверзибилни, на кои не може да се делува, па и да го осудиш 30 години и така натаму, што значи тоа другите институции кои ќе бидат задолжени за тоа, они ќе ја одварат мерката и постапката, па понатаму и препознавањето на кое ќе делуваме. Меѓутоа, ние почнуваме обично да ги речам условно од нормалните нешта, кои се они со интелектуалниот статус дел од педофилите може да бидат нормални и да се убавуваат обштествените активности само на пониско ниво, нема почит кон себе, он е во една регресија, он е во една социјална сиромаштија, што велиме, не е на ниво. Кај таквите луѓе кои се алиенирани од комуникацијата, од соработка со интерперсоналниот сообраќај и они врските ги воспоставуваат, се разбира, нема почит ни кон себе, ни со себе си не раководи, односно не може да поривот не може да го стопира како таков. Додека другите сепак од патологии, дали тоа ќе биде од конгенитален тип, дали тоа ќе бидат промени
при возраста и така натаму, така да ако имаме едни дементни реакции, едни шизофрени состојби и така натаму, сето тоа бара ново мерило, нова постапка и, да речеме, нова мерка, за да може да биде нешто кое може да се изводи. Ако слушнавме дека имаме рецидивисти 70%, ние 30%, ако можеме да ги коригираме, да речем, сепак е тоа успех и резултат. Околу препознавање? Да, мислам дека ова е едно од клучните прашања кои што мора, барем вака по мас медиумите да се отвори, затоа што често се соочуваме со негирање на најблиските, негирање на колективот, дека како тој човек, невозможно е тој човек да биде тоа. Значи, светската литература инсистира на тоа дека не постои специфичен профил на сексуален злостен. И тоа беше предмет на таа моја докторска дисертација и не дојдовме до нешто што може да го отслика него. Значи, тоа се луѓе кои што може да имаат просечна, надпросечна и подпросечна интелигенција. Тоа се луѓе кои што може да потекнуваат од ниски, но и од високи социјални слоеви. Значи, да бидат вработени и невработени. Може да бидат дури во брак или да бидат. Но во секој случај треба да внимаваме сега, за да не кажувам што све може да биде и да го збуниме овој наш народ, ако е ова гласот на народот, треба да зборуваме дека секогаш треба да бидеме внимателни со луѓе кои што ги заведуваат децата нели зачестено во некакви активности, кои што пречесто со деца се. Сега тука морам да застана, нели да речам, ние сме Македонија, ова е Балкан, има многу од нас што се дечари, нели што си играат со децата, да не ги измешаме работите па да стигматизираме некои луѓе кои што навистина сакаат да бидат. Но видите, овие луѓе воглавном имаат проблем на интимност со возрастни луѓе. Значи не корелираат со возрастни. Постојано се некаде малку така понастрана, опортуни, се збориме за класичната педофилна слика да речеме. И често нели ги заигруваат децата, ги подкупуваат со подароци, се многу фини со нив и ги повикуваат на некои места каде што може да го отчина сето тоа. Значи, во секој случај треба да ги учиме децата кои се приватните делови на телото, што смее, што не смее, кои се врели додири, нели, кои се топли, кои се ладни додири, што може, каде треба да го послушаат возрастниот, каде не. Тука е нашата работа, а да го препознаеме полик нема да можеме. За жал, ни еден професионалец нема да може да го препознае, но треба да пазиме дека секогаш и во најблиското понекогаш, да не создаваме се една параноична атмосфера, но и во најблиското семејство и во најблиското соседство може да се појави човек кој што има таква склоност. За жал. Имаме случаи неодамна. Меѓутоа, за да се ова реализира, што колегата Новотни го кажа, исправно, точно, меѓутоа, за да се тоа реализира, треба да се направи, значи тој контакт сега што го спомна, во праксата се покажа дека отуѓеноста од страна релација родител-дете, наставник, ученик, стручен тим ученик, тоа допринесе да децата ги нема, да не се до нас, да не се до нив. И ако се оди кон оној метод на разговор со нив, преку разговор, да се види едноставно ставот по однос на тој проблем. Токму во нашата стратегија, односно во тој акционен план, ние тргнуваме со една активност да се разговара самите ученици да предложат мерки и активности. Ајде да видиме како тие размислуваат за овој проблем. Значи, апелирам преку гласот, значи преку оваа емисија до народот, до родителите, до сите овие компетентни луѓе, до луѓето што се повикани да го решаваат овој проблем. Навистина сериозно да го сватат, бидејќи тој не ни е далеку, тука е, многу е близко.